Тетовскиот регион секогаш важил за еден од најголемите одбојкарски центри во Република Македонија. Голем број на спортисти, на тренери, одлични резултати ваделе тетовските екипи. Денеска со нас е една вистинска одбојкарска легенда, не само тетовска, туку воопшто македонска одбојкарска легенда. Професорот Драголюб Хажилјовски, односно, како што цел град го знае, Драшко Чајка. Професоре, ви благодарам што прифативте да бидете гости во нашата емисија Time Out. Се надевам дека ќе имаме убав разговор. Ви благодарам на вашата покана и на вашето присуство во мојот дом, поради тоа што стварно многу долго време не пратите како емисија и секогаш се давале најадекватни и најотворени резултати и манифестации кога биле и на меѓународен план со таа одбојка, а и на домашен план во Републичка лига. Затоа многу сте допринеле да спортот биде презентиран и пред јавноста, како тетовска, така и македонска. И на вас ви благодарам за гостопримството. Професоре, семејството Хажилјовски важи за основоположник на одбојката во Тетово. Затоа на денешниот тайм-аут на почетокот би сакал да се навратиме на првите години кога вие за прв пат се запознавте со спортот и со одбојката. Кога беше тоа и како се случи да почнете да спортувате? Идол на моето спортување бил мојот покојни брат Бранко Илјовски Чајка. Јас во него сум гледал еден од највисоките спортисти во градот, поради тоа што он учествуваше во неколку спортови, а најдобар спорт и најомилен му беше одбојката. И јас по тоа и највише сум го засакал тој спорт одбојка, додека и јас сум учествувал како и он, пошто беше и скиор, беше и тренер после тоа и по скијање, а потоа исто така одбојка бил голем репрезентативец и на Македонија и беше на учество на Европско паренство во Париз, како резервен играч. Однос на одбојката, можам да кажам, јас сум почнал негде од 53-4 година, тогаш сум бил гимназијалец и тогаш уз професор ми беше прво брат Цоне, покојни Аврамовски, а после тоа и брат ми предавал и на часовите повеќе ми форсиравме одбојка. А после тоа сме играли, ќе останеме после часови да играме на тој терен земјен позади двете згради и така сме почнале со таа одбојка. После тоа одбојката се развиваше не толку квалитетно, али масовно. Почнавме у гимназија да играме, после почнавме со земјоделско да играме и така почна таа одбојка да се развива и во осмолетките го пренесовме ние тоа надпреварување, затоа што во стара гимназија позади тамо покасно, негде 60-65 година, почне тие осмолетки и гледаја како играме ние во дворот и они почнеа тамо да игра, беше професорот Јанкули и овој Хафезат и тие почнеа како да ни дадеше на топка, да дојдеш да демонстрираш и така почне и они да игра одбојка. И затоа Тетово е еден расадник на одбојкари, како во машка, така во женска категорија. И тоа, и од пионерска категорија до сениорски. Затоа Тетово, што зборувам не е расадник, ние сме имале во Македонска лига преку 30 екипи. 10 во општинска лига се викаше, 10 во регионална и 7 екипи машки во Републичка лига и 3 женски одбор, 10, значи неколку околу 30. Ни еден град, ни Скопје нема толку масовност. Вие бевте долги години професор, пред извесен период веќе сте во пензија. Ги знаете навиките на денешната младина. Сакам да ни кажете како изгледаше еден ден, еден спортски ден на еден младинец после Втората светска војна. Кажавте дека во првите години после Втората светска војна почнувате да се бавите со спорт. Како изгледаше еден ден? Каде трениравте? Како се одвиваа тренинзите? Ние услови идеални немавме. Ради тоа што на тие земјени терени од шљака се викаше таа црвеника, као тенисери не се има црвеника таква. Значи сме тренирали и во гимназија, расадникот беше гимназија, базата.
После направија игралиште и у Штампарија, доле, печатница се викаше, прво према стадионот, тамо еден дел, тамо играа и тенис, а после тоа се играше и на спортски центар. Откако напушти ЈНА тоа објектите и тамо почна да се работи на големо со тие спортови. Кошарка посебно, одбојка, тенис и стрелјаштво. И стрелјаштвото има голема традиција во Тетово и големи резултати. Прваци многу години сме биле и во стрелјаштво, и во бојна пушка, и во малокалибарка, и во малокалибарски пиштол. Кога започнувате првпат во една екипа активно да играте одбојка? Јас сум почнал да играм во Љуботен како подмладок негде 56-та година. Тогаш бевме на едно републичко првенство во Охрид прво, па после во Скопје, 58 во Скопје, тогаш сум бил најдобар прогласен како одбојкар, а бев смечар. А после тоа исто така почнав да се бавим и со скијањето преку зима, а преку играв и тенис малку, а повеќе сум играл и пинг-понг и сум бил посебно со стрелјаштвото доста време и сум бил 4 години првак у Македонија со стрелци, посебно со малокалибарска пушка и малокалибарски пиштол. Што беше клучно да одлучите дека ќе продолжите со одбојката? Клучно беше тоа што многу сум ја засекал одбојката, зашто е еден од најубавите спортови, каде нема насилство, нема гурање, нема тепање, значи само има техничка и психолошка спремност за да можеш да одиграш еден надпревар убаво и затоа повеќе сум ја сакал одбојката. А идол ми бил и брат ми покојни, еден од најаките смечери и во Тетово и во Македонија беше еден од тие најдобри брат ми брат. Двете екипи се на исти терен, а нема физички контакт. Нема контакт, нема ништо, само технички кој е подобар и психолошки кој е поспремен ќе победи. Може да извоиме некои успеси на тетовската одбојка од тој период 50-тите, 60-тите години на минатиот век? Па може да тоа кажеме дека одбојката од Тетово покрај Вардар, значи први кој се влегле у втора лига сме ние, Љуботен. После тоа исто така со женските први сме од Македонија кои сме влегле во втора лига. И прваци сме биле 10 години со тие во Републичка лига и на куп направ. И еден од најголемите резултати југословенска одбојка беше најака, денешна звезда, тога се викаше Раднички Београд. Овде сме играле, ние бевме прваци на купот на Македонија, а они беа прваци на купот на Југославија. И овде игравме на наш терен да играме. И едва не победија 3-2 и после тоа отидовме се збратимивме на Попова шапка со тие Раднички Београд. Тогаш на преварите се играат исто како и до сега, до 3 добиени сета, меѓутоа со промена на сервис до 15. Така беше тоа. И се скажувало на преварите да траат и по неколку часа, многу подолго од тоа што траат денес. Така е, по 3-4 часа некогаш тие репрезентации што биле по квалитет изедначени, па играли по 4 сата. Тогаш во тој период немало семафори, немало електроника на надпреварите. Како памтевте кој треба да сервира? Па ние имаше тоа записник и на записникот мора да менјаме, промена се вика на сервизот и тогаш мора да се менја. И резултатот ќе се кажува само преку мегафон. И да, на разглас. И немаше такви сега као сега електроника, али беше интересно, али публика многу сакале. Ја кој сум еднаш дошол двајца доктори Плямба. Дошол да навија тука за нас, беше една утакмица дерби со Вардар за куп 3-2 не победија едва, ама тоа тие лекари, викам ове никогаш не гледал спорт, докторов Плямба и докторов Круме. Очниот тие навија браво Љуботен, така тоа значи ми останало спомен и секогаш го кажувам тоа дека тога и било најватрена утакмица и најборбена. Колку публика имаше на надпреварите во тој период? Па да ви кажем, кој сме играли у втора лига, публика имало у суд, една утакмица играме ова позади Партизан кај што беше, па горе и на суд, на зградата качени, горе на таа турска куќа, една на Черамиде, па имало сигурно преку 2000 души.
Можете да се сетите со кои екипи играше Љуботен во тој период во втората југословенска лига? Па како да не, ние сме играле у тоа време со Црвена звезда, со Суботица, со, да речеме, кој сега... Од Македонија кој беа други? Од Македонија само беа тоа време Борец Велес и Струмица, Ока Струмица. Вардар тогаш. Вардар беше у прва лига. Ние бевме втора, а Вардар само беше у прва лига. После стана и Работнички, кој ни зедоа наши неколку деца, и тога и Работнички беше јак. И тие беа во прва лига. Цела кариера ја поминувате во Љуботен, играјќи активната играчка кариера во Љуботен? Цело време у Љуботен и тренер сум преку 40 може години. Уште ден денеска сум тренер на тој Љуботен и ние не сакамо да менјамо името Љуботен. Така. Имаме време да се навратиме и на тренерската кариера. До кога активно играте? Активно сум играл ја едно негде до 59-та, 60-та година. После тоа заминав за Белград на студии и тогаш не сум престанал со одбојка, таму сум бил како техничар на тоа и после ме ставија да бидем одговорен за студентска екипа, пошто ние студенти имавме таму студентска лига у Београд и сме играле и таму. И ме одредија да бидем ја одговорен таму како тренер. Во Белград завршувате на факултетот за физичка култура и потоа се враќате назад во Тетово. Што кога се вративте? Што работевте? Во Тетово прв пат сум се запослил во гимназија. Со пола работно време, последна година се запослив и со пола работно време во медицинско училиште и тогаш тука мене ме одредија за спорт да бидем одговорен во гимназија и посебно форсиравме одбојка, пинг-понг и стрелјаштво во гимназија. А во медицинското, пошто тогаш само женски беа, и ја почнав и со женска одбојка и после игравме со покојни брат ми, он водеше екипа од гимназија на школските надпревари и бевме изедначени и некогаш ќе го и победев. Кога започнувате со тренерската кариера? Тренерската кариера, ето тоа е негде 68-ма јас сум се запослил, 69-та, 70-та веќе сум бил тренер на Љуботен. Поред што сум бил одговорен на школската екипа од гимназија. Машка, прво машка, после ја формиран. 78-ма са формирани Љуботен. Игравме со као школи и као градски екипи. Во тој период Љуботен игра во Републичка лига. Да. И вие како тренер на Љуботен успевате да го внесете во втора југословенска лига. Точно. Тогаш во тој период постоја два региони. Две, Исток и Запад Исток и лига. Запад и значи во таа втора лига играат отприлика 20 екипи во двете заедно. Да. Значи Љуботен влегува меѓу најдобрите 30 во цела Југославија. Така беше. Како го постигнавте тој успех? Како трениравте во тој период? Каде ги игравте надпреварите? Тие генерации не може да се спореда со денешниве. Толку беа занесени, да речеме, у спортот и посебно во одбојката. Јас како професор сум може и 3 сата да останем на тренинг во таа мала сала и тие деца толку слушале да неверојатно. И затоа многу брзо сме постигнале успех. Ние од 69-та, ја како сум почнал активно со Љуботен, 70-та и 71-та веќе со поискусни екипи кои играа и Струмица, да речеме Вардар, тие сите не можеле да не победа, многу тесно ќе не победа. А после 71-та веќе и 72-та ние сите екипи ги победивме. Тога беа 12 екипи у Републичка и ги победивме сите екипи и на квалификација измислија тие од Велес, тие испаднаа од втора лига и со нас да игра на неутрален терен, да играмо. И кога игравме таму, прва утакмица, ни падна да играме негде после 4 сат. Веќе почна да се смрачува, ни дадоа една топка мало мека, ние бевме научени на потврди пумпани топки и изгубивме и студијата многу не крадеше. И 3-2 изгубивме, ама кога влеговме у слачилница, сите плачевме од нервоза што не
победија судиите и со таа топка што ни ќе да смена. И вториот ден ја така ги мотивирав за бајлето, пошто у 3 дена игравме 3 утакмици. Викам, абе, подобри сме 2 класи од нив, немој да се плашите, играте, само што са поискусни, немој да се опуштате. Играме наша игра и брзо и тоа имавме тога и комбинации, пенали, дупли, ални тоа. И кој у тредната ние ги победуваме 3-2. И трета утакмица играме наредниот ден. Публика едно 5000 имаше у Велес. Одлучуваше таа да влеземе, кој ќе влезе. И кој за бајлето доаѓа, една брата у паркот доле, железна крцка, а ми играме сега со 11 октомври Прилеп. И еден имаше тамо што навијаше за нас од кошарка и вика, Чајка, горе ми лича мајмуните са горе на Тополине. И тие свите се врта тамо. И тој почне, Љуботен, тетово, Љуботен, да навија. И ние така се бевме мотивирани да играме, абе ги здробивме. Првиот сет 15-6. Другиот сет таму што почнавме, дојдоа шап партија, некои биле на Гроздоберу, кавадарци, после да фрлеа лубенце од озгора доле на кај паркот, тоа околу игралиштето. Викам, играјте бе Душко, немој Дуле беше овја. И од тоа Звонко Баджа, тие Раде Ѓајич, Маријан Пуло, тие потепавме. И се опуштија мал, после да гледа по публикава наша, 1-1. И после кој ги собрав ја на тајмаут, дојди, бе, сакате толку направите напори да влеземе у втора лига, вие се сакате да испушите. Играме, професоре, со слази. Играме, кој се разиграе, му дигаа на Дулета. Една топка, толку удираше јако Дуле, брз еден Алма, кој го тресна едниот играч оде у несвес. Едно 5 минути нема да го освеста, го седна доле на тоа клупа, му дава вода и едва се освести. И ние 3-1 ги победивме и влеговме у втора лига. Ете, со таа мотивација, што стварно и тие не потикнеа наши навијачи што беа од кавадарци и така ги победувавме и влеговме у втора лига. Сега се доаѓаат натпреварите во втората Југословенска лига, значи натпревари на повисоко ниво и продолживте со истиот играчки кадар или донесовте и неколку засилувања во тој период? Во тој период не донесовме никакви појачања, а не ослабија ни зедоа 4 играча од Љуботен, отидоа 2 у Работнички, 2 у Вардар, најдобрите играчи. И сега ено Шварка, значи Мирчевски, тој отиде од тамо. И у тој однос после Ципа го зеда у тоа и тие 2 беа клучни играчи у нападот. И тогаш бевме послаби, а и немавме услови. Овде кој ќе дојде таа втора лига, у гимназија да играме без публика. Абе како ќе играме без публика? Тие појаки екипи има и повисоки играчи тоа. И не може, ајде ќе не однеса да играме у Глоѓе. У Глоѓе ладна е салата, дигнат е паркетот, не може. Ај од тука у Скопје. И така имавме многу големи проблеми и после изгубивме едно-две утакмици последни и тогаш како Љуботен испаднавме од лига. После тоа ни престоеше да ни се распадне цела екипа да ни го зема. Уште тражеа да ги зема Зарета, да ги зема уште тие 4 играчи, сега од ново не можем да почнеме. И отидов ја со брат му од Пулјота, од Маријана, Јоле се вика, он беше у Јуохром, викам, абе, ќе ни га растуре екипава, ќе немамо ништо. А и он беше мало одбојкар на тоа време, брат му. Абе, вика, ќе направиме да ве прифати под Југохром. И отидовме кај, тој Гиновски беше тој директор. Вика, Чајка, што ви треба, све ќе ви дадем услови, нема проблем, само вика, мора името, место да го викате Љуботен, ќе се викате Југохром, Јегуновци. Нема проблем за името, нас ни треба услови. Условите ни ги дадоа, стварно, ни дадоа, првата година, испливавме и бевме негде 10-11, значи, до 14 екипи имаше. Од Републичка лига повторно влегува. Повторно се вративме, да, тоа истата која година. година прилика Јуохром почна 80. 80, ама да. почнува Јуохром да функционира за да. Следуваат со Јуохром настапите во. Настапите во втора лига и бевме многу јаки тогаш. И зедовме 2 појачања од Скопје
еден Мирко наш од овие селава наши и уште еден од тој Дило, еден од Скопје Црногорец, тие ни беа ударна игла и многу ни помогнаа. И у тој однос едно 3 години, 4 бевме у врвот, негде 5-то, 6-то, 7-то место стално. И после кој почна Југохром слабо да му иде, нели? И помалу ни даваја финансија, немавме уште сала направена голема убава, се по Скопје идевме на тренинг утакмице, дојди тие студенти, има испити, не доаѓаја редовно, и после почна да опаѓа квалитетот и на тој начин. Повторно, кој почна тие помладите, што ги имавме тие и од Љуботине, тоа ги собравме у Југохром и повторно тие пак влегоа у лига и до негде 2002 играе, јас сум бил негде до пред 2002, значи едно 4 години ја оставив машката екипа Југохром, ги зедов Љуботен у втора лига, ги внесов девојчињата. И со нив после продолжив да играм во втора лига. Југохром игра на високо ниво се до приватизацијата на фабриката во Југославија и тука се растура, го менува името во медицинска пластика и кај скроз сгастува. Сега во кој период се префрливте во женската одбора? Јас се префрлив негде после, да речеме, 78 ја тога станавме Републичка лига прваци, 79-та, 80-та, 81-та влеговме ми у втора лига. И у втора лига со женската, да, Љуботен. И игравме едно 5 до 6 години у втора лига и све бевме у средина табела или горниот дел го држевме табелата. Амбиции за влегување во прва немавте или немавте финансии? Имавме, два пати отидовме на квалификација, еднаш закаснивме со возот и тие кобајги сме закасниле и не озедоа 3-0 не побе. А еднаш едва не тепаја со судиите у стадионот на Звезда, игравме у таа пониска сала. Тој еден судија не крадеше страшно и тука изгубивме и не влеговме у прва лига. Да извоиме некои од девојчињата во 80-тите години што играат за Љуботен. Машките ги кажавме, сега да ги испоштуваме и... Така е. Од тие девојчиња, мислим таа генерација, јас ја викам златна, тоа време Бранка, Ели била посебна, двете сестри Форчески, Славка и тие беа, значи, ударна игла генерација што можда никогаш нема да се повтори. Стварно беа игра што тие од втора линија тоа време никој не знаел да пуца, таа Ели ги растураше. Ga tražio u Beograd, koji bevme to inak. Te igranje nadprevar što beše za kup na Jugoslavija, koji kad otidovme na Šapka, тој тренер што им беше и еден преседател што им беше на Ели, наша Србиновска, и вика: "Ели, девојко, šta ти учиш?" Ја вика: "Сум завршила средно медицинско. Hoćeš u Beograd да ти дамо да студираш, да ти дамо гарсониеру и да ти дамо хранарину. Вика: "Ево да ти дам бланко чек да потпишеш и да те земемо таму у Раднички." И ја викам: "Оди, мори те тражат тамо, ќе идеш, ќе." Го викнав татко: "Ја бе, знаеш, едно девојче имам и не можем да го пуштим. Што знам, девојче е, женско е тоа и не отиде." А имам писма од тој Боричич, сега е на Светска федерација. Беше на Светска, сега е на Европска федерација преседател. Вика у тоа телеграмата: "Пошали ми Србиновску Елеонору", вика: "Има 4-то место у југословенској селекцiji и 6-та е у екипи на европској селекцiji." Саро беше многу јака. Ко мушко играла, втора линија, пуцаше неверојатно. И не успеа да отиде, не ја пушти. Татко е и така и заврши кариерата. Можеше да биде, вика: "Бре, играче у Барселону, играче тамо." Викам: "Тоа е Боричич Александар, беше тогаш преседник на Звезда и тој ја бараше тогаш да ga земе." Скопските екипи не ви зедаа одбојкарки? Па скопските одбојкари ни земаја стално клубови, а овие од женските ја не сум ги пуштил. Ниједна не пуштивме таму ради тоа што таа генерација беше стварно солидна и владееше 10 години без премца и у Републичка и у втора лига негде средина. Значи стварно таа
ga подигна одбојката на женскиот пол, неверојатно. Одбојкарската репрезентација денеска е составена генерално од играчи од Струмица и од Скопје, меѓутоа во минатото имаше периоди кога беше 90% можем да кажем со тетовски играчи. Меѓутоа тие тетовски играчи не доаѓаат од тетовски клубови, меѓу доаѓаат туку од скопски клубови во репрезентација. Некој тек да настаните најдобрите одбојкари од Тетово и одбојкарки секогаш заминувале во Скопје за да дадат понапред и поради тоа и скопските екипи многу повеќе титули освојувале со тетовски и струмички одбојкари. Вистина е таа, затоа што, например, одбојката машка, значи имавме ние тројца репрезентативци и на Југославија што биле, и во младинска и во сениорска конкуренција. Ево, например, Мирчевски Боце, значи Чварка што викаме, он бил и таму. Овој Ристовски Жарко, исто и бил исто во репрезентација, значи и младинска, и, да кажеме, и уште други многу што требеле да ода, не сме ги пуштиле ради тоа што требаше да ги растуриме нашите клубови тука во Тетово. Ево, например, после тие двајца, Чуприна Борис исто бил во таа селекција младинска. Зоран Мишовски Тушиć, и тој бил во тоа репрезентација младинска на Југославија. Значи, сите тие наши играчи ги појачувале тие скопски клубови и затоа ние не сме можеле да ние бидеме меѓу првото. Не само финансиски, него и немавме ние објекти, сала немавме. Сега, например, имаме 5 зали нормални за надпревари, што се вика меѓународни или европски, тога не сме имале ни една сала. Таа на спортски уште денеска не е доградена. И ние немаме уште една сала како што треба да има, пример, од 3000 публика. Ние тога кога молевме, Мирче, дај да направиме Криваја Завидовиќ ги преаше низ Југославија, за 9 месеца до 11 клучна рука и многу ефтини. Ова кошташе 3 пута поскупа. Ова е за Монтреал, ова е за Олимписки игри. Сала. Кај можеме ние 5000 души да гледаат таму. Ама една недела може да гледааме еден надпревар. А треба со години тоа да се одржава. Денеска на надпреварите има и по 10 на луѓе. Толкава сала, толкави трошоци. Така е, така е. Повеќе службени лица отколку публика има. Така е. Професоре, важите за темпераментен тренер, за голем мотиватор. Кажете ми, дали има разлика во водењето на машка екипа и на женска екипа? Па, машката полесно е да ја водиш, ради тоа што малку им треба да ги поттикнеш и да ги мотивираш за да играа. Значи, они изгараа на терен. Додека девојче не е така по менталитет и по темперамент. И потешко е да водиш женска, ако една, например, се опушти, психички не го прати, ми викаме нема концентрација, готово не една, сите 6 таму што играа на терен, ќе се опушта, кој ќе туриш резервите и тие. И многу е тешко. И затоа некојаш мора да им подвикнеш на тие, за да може да се мотивира и да игра. Иначе со тоа, ајде, па ја сега, па не можем, па сега, толку можеме и нема, а додека машките нема. Би вика, ќе го изедем тима да победиме сега. Сега се мотивираа повеќе. Сепак останувате да работите во женската одбојка, веројатно тоа ви е и предизвик, дека е потешко. Едно тоа што е потешко, едно што сум бил во таа медицинска школа кај што биде 90% девојчиња и девојчињата поќе се одговорни да доаѓаа на тренинг, додека машките, ако има некој друг, да речеме надпревар во други области, ќе отиде тамо, него да се мотивира тука. Ако нему нешто пружиш подобри услови, тогаш нема. А додека девојчињата играа секогаш. Доаѓаме до периодот почетокот на 90-тите години, односно независна Македонија. Нова реорганизација во првенствата, се прави прва македонска лига и во машка и во женска конкуренција, се формираат македонски репрезентации во сите категории. Вие сте и селектор на една од тие генерации. Ако може малку да го опфатиме овој период кога сте селектор во младински категории. А јас сум ја водел младинската
екипа и кадети и младинци на две надпревара, еднаш во Грција, еднаш во Бугарија и еднаш и во Романија требаше да идеме да играме. Тамо јас тога бев нешто се разболев и не друг водеше од Скопје. Значи, у тој однос, сакам да кажем дека многу услови не сме имале овде за да можеме да напредуваме, затоа што ден денеска салите сега се направени после 2010-та. Немаме сали до 2010-та само сала у Гоце Делчев, таа што била школска, не била публика. Не сме имале таква сала да услови имаме добро. Али после, рековме 2000-та година, тогаш надпреварите почне во Македонска лига. Републичка немаше втора, значи се раздружија републиките и тогаш малу стана потешко ради тоа што тие играчи што беа подобри се осипаја, почнавме со помлади играчи и у тој однос само остана Југохром и Вардар, тие беа носители и Струмица. Тие беа, да, работнички, да, ама работнички беше послаб. Затоа беше тогаш измеѓу борбата на купо и посебно надпревари меѓу Југохром и меѓу Вардар. Некогаш и Борец имаше добра екипа од втора лига која испадна и тие, и Струмица имаше добра екипа и тука беше главното надпреварување за тој квалитет да бидам шампиони измеѓу Вардар, Југохром и рековме Струмица. Секогаш биле тие три. Југохром во тој период освојува 4 или 5 трофеи во купот на Македонија, ако не се лажам. Да, така е. 4 или 5. Се чини дека Југохром многу повеќе успех има во купот отколку во првенството. Така. Дали тоа е на психолошки план, еден надпревар во купот одиме на се или ништо, а во првенството треба да се има еден континуитет, треба да се собираат бодови, па на крај доаѓа плејофот, па полуфинали до 2 победи, па финали до 3 победи и така. Така е. Условите исто така го носат и квалитетот, а тие скопските екипи имаја и подобри услови со сали, значи материјални, има и финансиски подобри услови, додека Југохром тогаш беше у криза и како фабрика Југохром, но тие деца, таа генерација беше добра и затоа у купот даваја се од себе и победуваја. А во првенството, како што рековте, треба бодови собирање и некогаш кој ќе не дојдат двајца клучни играчи, ќе изгубиш надпревар и од послаб некој. Затоа, значи, требаше да имаме поголем фонд на играчи, да тие што се студенти можеш да ги замениш. Ние немавме тогаш така, затоа што тие клубови Македонска лига беа послаби. Затоа што не беше тој квалитет што трениравме со услови, овде имавме играчи, ама повеќе од целата, а не уиграни со таа екипа и искуството многу значи. Тренинг утакмице со исти играчи, не секоја недела нови играчи. Во кој период бевте селектор на репрезентацијата на Македонија? Ја бев негде од почетокот на 90-тите? рачунајте од 92 до 96-та. 4 години сум бил со тие машките, а со женските сум бил од 90-та до негде 98-та. 8 години. На почетокот на 90-тите години Македонија е млада држава, селектираат играчи од цела Македонија за репрезентацијата. Дали беше посебен проблем да се мотивираат играчите за настап во репрезентација или беше доволно само тие патриотски чувства кога ќе ја слушнат химната на Република Македонија за самите да се мотивираат и да излезат на терен да изгинат за дресот на репрезентацијата? Сите кои беа во тоа време во таа репрезентација многу се мотивираа кога игравме како Македонија и затоа имавме и добри резултати. Посебно кога сме играле во Бугарија, не победија бугарите на грешки. И тоа во клучните моменти кога завршува сетот или кога завршува преокретот на тој сет. И у тој однос тој бугаринот дојде и ми честита, вика, бе, Чајка, многу убава екипа имаш, ама нема искуство. Значи нема со кого да играат со појаки. Вика, играме
со сите околни држави тамо, со Маѓарска, со Румунија, со сите, и вика затоа нашите се поискусни, а игра и во странство, вика имаме играчи и што доаѓа да игра тамо, пошто студира негде надвор од Бугарија, и од однос тамо и исто во Грција кој сме играли. Во Германија кога игравме со тие млади, у Фелбах се викаше тоа местово, не победија тие, само што имаја два повисоки играчи, средни блокери, а ние повеќе сме играле со пониски играчи нели у првенството и мислиш ќе пројде. Он му стои вика вака на глава, рацете многу блокот унутра, немој да пројде. И у тој однос ние бевме негде пред да бидеме втори или трети. Изгубивме една утакмица и судијата ни украдува и тогаш ми беше помошник Ришлиев од Струмица и толку се изнервира, топка една што беше можда пола метро надвор, тија унутра. И баш на тој поени уште еден, после тоа уште со картон, него му дигнал картон и ни ја зеде утакмицата, тој Ришлиев се изнервира и фрли со тоа за измени. За тоа. И вика се чудал, вика каде е тоа Тетово, каде е тоа, вика да имате и Македонија сега такви добри играчи од два града, од Струмица беа повеќето и од Тетово. Вика, па вие Германија е друга, голема држава. Ние сме помали и тоа се два града кај што највише се игра одбојка, Струмица и Тетово. Вика, браво, као само со тоа да бидете таква репрезентација јака, вика, вие не победивте, ние ве победивме со искуство, мало вика и со судиите не повлекува нивниот тренер од Германија. Да се биде селектор е, ќе речам, многу неблагодарна работа. Треба да се селектираат играчи од различни клубови, од различни градови, различни карактери. Дали во тој период имавте притисоци од политичари, од татини, мамини синови да играат и ќерки во репрезентација, а не оние најдобрите? Секогаш тоа го има и ќе го има, ради тоа што секогаш некој е заинтересиран за некој да биде афирмиран, а секогаш тие подобрите играчи нема кој да за нив, да речеме, да не ургира, ама у однос на тоа треба да се гледа квалитетот, без оглед дали тој е, што викаш, некој од некој политичар, од некој функционер, но било која. Значи, тука треба, во спортот треба да играат најдобрите. Па нека ми е и черка од женски, или нека ти е син, не, треба да го туриш тамо. Тоа ќе му дадеш еден период мало да игра, ама носители на играта се увек најдобрите. Некогаш не мора да биде и најдобрите, најискусниот. Тој што игра со мозок у завршница. Нешто пуца силно, да. Не треба се, ќе спушти топката у празен простор и ќе добие поен, не мора само сила. Женската екипа на Љуботен моментално не функционира во сениорска конкуренција. Така. Вие бевте тренер на сениорките и на млади категории, меѓутоа да се задржиме на сениорките во целиот период за Македонска лига во независна Македонија. До кога функционираше сениорската екипа? 2004, мислим. Тога и после тоа више немавме финансии и у тој однос почнавме да играме само со млади категории и денеска опет со млади категории, ако немаме услови. У Гоце Делчев тренираме и тоа ни дава по еден саат тренинг, а тие скопски екипи или струмички екипи имаа сали, има тоа тренираат секој ден и два пати на денот. А ние со 3 тренинга или 2 тренинга највише и пак сме у врвот. Зошто да кажем? Ево, ние последни 5 години, да земеме анализа, ние со Љуботен у пионерките сме биле пред 2 години 2 пати вице шампиони. Еднаш у Велес, еднаш у Скопје, значи пионерките биле второ, значи вице шампиони. И денеска исто играме опет у врв сме, у таа група кај што имаме младинки и кадетки и пионерки. Сега пионерките се многу млади. Почнати са од нула, што викаме. И немаме тука некој резултат у тоа, а у однос на кадетките и на младинките, пошто имаме континуитет од тие пионерски екипи,
И сега мало нешто појачавме и со Скопје, и таму, пошто ние отидоа девојчиња таму уча, таму студира, и таму зедовме неколку, 2-3 појачања, и сега сме у врвот горе со тие и младинки и со кадетки. И мислиме годинава наредна, значи ова е полусезона, да бидеме пак меѓу првите 4-5 екипи. Квалитет имаме во женската одбојка во Тетово. Меѓутоа, што кога ќе завршат девојчињата со младински категории? Каде продолжуваат понатаму? Тоа продолжуваат, за жал, во скопски екипи, или сега, ево, во студент тука играа наши девојчиња, место да имаме ние едни финансии подобри, или услови подобри, сала да имаме, кај што можеме да тренираме барем, ако не 6 пати, ама 4 пати минимум треба да тренираме. Тогаш ми, ево, сега нас ни дава термини, моите девојчиња са у кадетки и у младинки, од 5,5 саат. Му дал на некои рекреативци, на некои што не се надпреваруваат, после 7 кошарка. Ми нема кошарка, која кошарка? Томас игра со деца. Ама не е тоа ни младинска лига, тоа со пионерчиња. Не може после тоа да игра некој си тамо што не се надпреварува тамо екипа, после 7. Моите девојчиња до 7,5 се на настава. Кога да тренирам? У 5,5 и ја тренирам со 4-5. И тоа почетници. Не може така. Тие услови мора да се подобра. Од секога сме зборали условот, ние 1% е талент во спортот, 99% се работа. А работата се условите. Без услови нема напредок. Проблем за нефункционирање на сениорската екипа се условите и финансите. Тоа ни е јасно. Тоа е јасно. Меѓутоа, дали имате план да ја активирате повторно сениорската екипа? Многу потешко е да немаме ние база. Значи треба да имаме пионерска екипа, па да работи негде 2-3 години, па тек после да имаме, да речеме, сигурни патеки за да можеме да идеме и понатака. А без ние, еве сега игра и се вратили Шкендија да игра у Македонска лига, ама се со старци. Со старци не може. Пред една година почна Лешок така со старци, изиграе тамо, после обврски има, се здебели, не може да игра, заврши. Во текот на целата одбојкарска кариера, тренерска, работите и како професор во средно училиште. Колку сметате дека професорската работа ви помогна во регрутацијата на нови одбојкари и одбојкарки воопшто? Па базата е, рековме, во училиштето. А ако е во училиштето, професорот треба да биде аниматор на тие деца, посебно кои се талентирани, да одма ги селектира и да ги зема у таа училишна екипа. Од тука почнува тие николци на тој квалитет и со таа работа школска истовремено ќе се појачува и во клубската работа. А ако немаме база у училиштата, тогаш дојдени сами од улица, да речеме, така играчи, нема талентирани. Јас како професор ги гледам на час кој има не само техника да знае, него дали има скочност, дали има јак морал, дали знае да брзо мисли. Тоа многу се тие. Таму тоа може да го открие наставникот. И тоа наставник за секој спорт што го сака. Не е наставник од фудбал ќе води одбојка, не може да води, нели? Зборуваме да биде стручен у таа област. Поред стручност треба да биде и да го сака тој спорт. Вие бевте тренер во одбојка, меѓутоа, дали имавте случаи каде што детето нема талент за одбојка, не може да од него да биде ништо, вие проценувате и да му речете ти треба да тренираш фудбал, или ти треба да тренираш атлетика, ракомет, воопшто некој друг спорт. Не сум им рекол така, значи доаѓале тие, али не сум им поклонил многу голема пажња, ради тоа што ќе ги запоставиме тие талентираните. Него ќе му дадеме, ќе игра со послабите, ќе го тураме повремено, али не можеме да офорцираме као еден тој талентиран. И он самиот ќе увиде. А погрешно е да го му речеш ти не си за овој спорт, значи ќе го убиеш у поим, што викаме. Не е убав тоа на психолошки план. Професорот мора да биде модератор, како треба да го мотивира детето, како треба да го опушти, како треба да на друг начин му објасни дека не е тој што треба да биде секогаш у постава или у прва постава. Во вашата кариера имате напишано голем број на трудови, меѓутоа врв беше книгата
спортот во градот Кошара, генерации создавачи на трофејниот спорт, која што ја издадовте во 2018 година, ако не се лажам. Ако може нешто сега да ми кажете околу книгата, колку време ви требаше да ја напишете, значи ова не е книга само за одбојка, тука се застапени буквално сите спортови кои што функционираат и функционирале во Тетово. Кој период е опфатен, колку време ви требаше да ги соберете потоците и дали тоа е тешко или лесно да се изведе? Ја мислам дека оваа работа со пишување на еден труд е многу потешка него да бидеш тренер во еден клуб. Зошто ќе речете? Ради тоа што опфатот на повеќе генерации значи пратење на тие играчи, ако си со здравје, што ви кажа, со тоа можеш да ги пратиш и си ги пратил и како помлад и како постар, нели, на надпревари. А ако нема сознанија од тој аспект, значи со свој очи да ги пратиш тие надпревари, тогаш си мораш да собираш литература, мораш да собереш слики, за да можеш тие генерации да ги опфатиш. А стварно е срамота сега да речеме дека векот почиња само со нас и со нас се заврши. Затоа што имало и пред нас генерации, и со нас има генерации, и по нас има. И така треба да биде и опишување на еден труд у однос на тоа, дали ќе биде монографија, дали ќе биде генерации да ги опфатите, значи тука малку е многу потешко. Ради тоа што јас материјал порано, како пишани документи, многу слабо сум можел да добием, ради тоа што ето Партизан се распадна, у Партизан тие картотеки биле тамо, значи немаше никој кој да ги земе тие материјали. Јас сум барал, еве сега да одите, ево вие како тоа телевизија, да побарате у архивот нема никаков документ за тие клубови. И ден денеска што па. Еве ми у Одбојкарски сојуз тоа на парче хартија игра. Нема да рече билтен, ова треба да има за цела година од почеток до крај. Кој биле први, кој биле тоа. Сега нема ништо. Посебно овде кај нас немаше ништо. И тоа беше за мене многу тешко да почнем. И ја почнав прво за одбојка. И седнавме еден ден доле у Рима. Абе викам, почнав да пишем со одбојка. Дајте ми кој имате слики појќе од овие мои одбојкари или вие професори, наставници што имате. Па немамо ништо слики, па немамо ништо. Абе, како може да немате, бе, не? А ја имав све, и од новине, пошто сме играли тоа, ама кој се преселив ја од старата куќа овде, едно 20 пакета сум фрлил се у пења, кој беше голема. Дојде и отидела тие, жена ми, шо ќе те овие книги, тоа, и ми отидела тие материјали. И почнав јово на ново да собирам, па така преку постари тие колеги, ево, например, Форко, не знам дали го знаете, Христифор Тодоровски Форко, тој ми дал доста материјал. После преку слики за скијањето сум земал од Буде, од Жарко, од планинарство, од Диме Чауш, од овега Ацота Бигур, добар планинар и тој. Се што имале слики, така сум прибирал и негде околу 3,5 години сум работел на тоа. После ја не разбирам со да пишувам, да. Ајде со зет ми со ќерка ми почнавме, па тија напиши нешто, не е стручно, ајде, абе не ми личи ова реченица убаво, чекај, морам да ја преформулирам. Ајде, па ја негде поќе изрази имам српски, пошто српска литература сум користил тогај и таму сум студирал. Не е ова на македонски, тато мора да биде македонски вака, па ајде препрај тоа. И многу труд сум вложил, ама секој кој што го прочитал таа книга, виках толку е убаво напишана и толку е и содржајно, а и континуитет има, значи од почеток, од најстарите генерации до најмлади генерации. Така и беше на промоцијата која бевме, еве тука може и да снимите тој, да прочиташ, Гојко пише, ваш колега новинар, вика, значи таква убава една манифестација кај што дошле сите луѓе беа одушевени и отидоа задоволни, да сите, вика, се најдоа тамо и у книгата, и тука со генерации, вика, како ги собра, бе, чајка, од кај ги најде толку слики? Епа, со труд, со идење, прашување по куќи, по кој ќе видим, абе, имаш некоја слика ти, дај ми од тоа, и така сум ги многу собрал. А текстот празен, тоа е за писател да пишеш, што вика, нешто
да измислиш од тоа. Поезија е друго. А ова струцно мора да гарантира со слика, со билтен, со некој негде, кај што е тоа вистинито тоа што е. Еве, за нашите гледачи да знаат, дури и мене ме има во книгата во моите атлетски денови, јас се најдам. Така, ето видиш. Значи и во слика, и на слика, и во текстот. Тоа е убаво што ето некој ми дал. Иначе јас го молев, реков и крсето, дај ми бе некој материјал, не, ја ќе почнем да пишувам, немам сега, не ми дадоа. Тоа што сум собрал, ја мислим доволно е и за атлетика, посебно ево тие борачи наши биле у репрезентација на Југославија и тоа со трофеи, биле два пута тој Арслан бил второ и трето место и оној Рамадан Салахи. Едно џатовски фоти бил тренер 10 години на репрезентација на Македонија, тој тетовчанец е. Па сакам да ви кажем дека Тетово бил расадник за сите спортови и не можем сега јас само за одбојка. Одбојката била најмасовна. После планинарење и скијање и тие биле трофејни спортови у Тетово. Мишар планински куп едини у Македонија од 47 година. Па сега тие трудови мора да ги најдеш уште тога и кои биле прваци, кои биле таму. Тоа нема овде некоја литература. Треба да идеш каде не сум ишол. У све новини врти у Скопје. Од Нова Македонија, од спорт, од тоа. Мора да собираш податоци. И затоа е тешко да пишуваш. Во книгата е опфатен периодот од Втора светска војна само или опфатен? Не, и пред тоа, да, и пред. Па почетоците мора да ги кажеш кога са. Нели, не можеш само да фатиш еден предел. Да. Најсвет, 19-та е првата топка фудбалска во Тетово 1917-та. Негадоно, да. Од Јованчета татко му, од Рудич. Од Царига. Да, бе, Рудич, ги донел од Америка. Знам колку е тешко да се најде податоци за една ваква книга и јас имам некој обид за една книга, меѓутоа најголемиот проблем е архивата во библиотеките. Еве, библиотеката во Тетово нема архива. Нема архива. Посебно за спортска. Еве, јавно ќе ги критикувам, немаат архива ниту за Нова Македонија, ниту за вечер од времето на Југославија, ниту за тие некои локални вестници пред Втора светска војна што изјавувале во Глас полога. Ја од тука највише сум земал за овие најстари генерации што се. Има, ми даде, овој судија беше. Тој све ги собрал мајка му и све ги има укоричено у 2 тома, по негде може 500 листа. Све. И тамо пишува кога е почнало, кога е имало надпревар, кога е се... Шапка била прогласена од словенците. Јанко Кавчиќ га прогласил како најдобар центар за скијање у Југославија. Не го фалил неговите таму терени. Кој дошле овде, вика и на кораб имало, вика уште подобри терени. Какви, вика Аустрија, какви тоа. Ние не знаеме да го ценимо. И денеска ми е останала шапка со истото. Сега треба за тој туризам да развие, па ми златни реке бе имамо, те горе со тие слапој со тоа, па кај има пубај места. Ама ми еден пут не сме направили до Лешница. Еден пут, да свите направиле, каде не? Мавро колку тamo, Крушево, кај не направил путишта? Па Крушево е за нас село. Ми имамо центар скијачки кај што кој дојде тој Платнер беше еден магистер по скијање, да види за смук стаза од таа. Не прати брат ми, мене и Светом, оня од ѓавол се вика, беше у Неметали. Одите да видите тамо, да му покажете каде одцери пашина, доле требаше да биде истекот, кај Бродет, кај што беше таа куќата, не знам, памтите вие, на Рибариве. Тука доле има истек една ширина голема и од тамо треба. Кој ќе дојде да мери он секој 50 метра ќе дојде црта, скицира и пишува толку има изокипсен, така ги викаше тој преслап, значи тумбе тие, затоа што му треба да смукат. Се фаќа за глава, вика колку убав терен има. Кој види тоа дол, тече вода, кој дојдов му она јелак, тој види тоа 4 чешме со орка и цевке, блика вода. Вика, вие што имате бе, знаете бе. Вика, вие да жививе не Тетово, пола Македонија да живите од ова, да направите стазе горе. Кој слезе доле тоа, кој го види истеко тоа голема ширина,
Значи тие кои се спуштаат со тоа брзините големи, треба да се искачат тамо као гледате по овие центри. Кој мери тоа, кој виде, значи дужина 5270 метра имаше таа ста. Кицбихел и Венген, што се у Аустрија и у Швајцарија, ти има по околу 3900 до 4300-400. Наша ова 5200. Се чуди, се фаќаше за глава. Кој мери тоа висинска разлика се вика од цилот до стартот горе, кој мери 900, не 80, као они има од 600 до 900, 1400. Това, да се чука у глава. Вика, не знаете што имате вие, бе. Вика, после 30 години, бе, вие има да бидете наградени, вика, од сите. Овде, вика, че нема снег нигде. Вие имате големи висински разлike горе на цели пашина. 2520 метра е таа. Нема нигде таков центар. Се Австрија горе. Ама тамо са глецери, тамо е ладно, тамо е дува ветро и овде пукнало поле, што викаа за скијање. Не го искористуваме, ми е ништо. Така, кога сме веќе кај скијањето, вие во еден период бевте и во организацијата на Шарпланински клуб, бевте и судија, меѓутоа за 10 години сум бил судија. Последниве години Шарпланински клуб не се ни организира. За жал, тоа е голема трагедија за нас како Тетово, да тој Шарпланински клуб треба да биде, што викаа за зимски спортови, бренд на Македонија, не на Тетово. Тој нема побава планина од тоа. А тука има да се надправа такви сега интересни надпревари како што е низ цел свет. Крос контри, такви такмичења. Па овде на шапка има да биде уживање. И публика да дојде да гледа, пат има жичара да се направи. Тоа е да живи. Дека има хотелски капацитети доволно за тоа? Па за наши услови има. Нешто и ќе се догради. Ама без жичара, без паркинг плацови, тога ништо не биде. Ми му викавме да направи на Славе покојни Бутика, архитект што беше, му викаме Каршија од кај манастирот, тамо на 3 нивоа да направи паркинг плацови, да не идат луѓите од под Голгота и иде со скије до горе, да дојде со деца, некош фаќа невреме. Не е убаво тоа, треба тамо тоа, природно, не треба ништо опре. Не ќе правим подземни гаражи, не знам, ние не сме Швајцарија, кај ќе правиш овде, друго е. Направи ти за масовно. И масовноста после ќе донесе и квалитет. И така остана тоа уште од тогаш. Професоре, во кариерата имате освен многу трофеи. Еве гледаме дел. Ова е само дел од тоа. Дел од толку уште трофеи има у медицинско останато, таму сум ја. Да. Еве и на другиот дел од собата исто има многу трофеи. Може еден дел да ни извоите и индивидуално како тренер што имате освојувано, меѓутоа и екипите кои што сте ги водели? Па мене што вика, многу ми е мило кога сум бил тренер, посебно на женската екипа кога сме играли у втора лига и кој бевме на квалификации 2 пати за влагање у прва лига. И тие одбојкарки као што е Ели, тие форческите, таа Славка и други, уште многу од тие помладите. Мислам дека одбојката ми е всадена у срце и мислим тие генерации беа едни од најзахтевните за спорт одбојкарски во тој период. Денеска еве имаме и тука, ама не се мотивирани како тоа што беа. Сега повеќе сака разонода, него да игра онака спорт, да тражи да биде првак, да сака да освоја трофеи. Овие деца се сега малку по-други, по-нежни и по-незаинтересирани. Професоре, за крај на денешниот тайм-аут, сакам еден кус коментар од вас за моменталната состојба во одбојката во Македонија. Машката репрезентација играше на Европско првенство за прв пат во историјата, за разлика од мажите, воопшто немаме женска репрезентација. Мислам дека добри 6-7, ако не и повеќе години, женската репрезентација не функционира. За жал, тоа е вистината. Ние машката генерација, тие се селектирани уште пред, да не речем, 15 години. Значи, нешто са подмладени, али главниот стожер е тука. Тоа е добро што и еден од најдобрите тие одбојкари порано, па
и после како тренер, Кире Рицлиев е уште присатен како тренер во Струмица и тука и тие два клуба во селата Струмички и тие ја држат уште таа одбојка како подмладок. Додека ние немаме уште нови екипи од Скопскиот регион. Зошто? Скопје е голем град. 700-800.000, не знам колку ученици, да не речем преку 10.000 ученика сигурно има, или 20. Значи, од тие да немаме ние во Републичка лига 4 екипи, 5 пионерски екипи машки. Зборуваме за женските. Женските имаа повеќе интерес да спортуваат, за да ги види малку и публика, не толку ради спорт. А додека тие толку години работаме ние ево со женски, не извадивме квалитет што ќе може да не представи како машката. Машката ние сега за малку може да бидам меѓу првите 5-6 екипи и да се квалификува може и на едно друго европско првенство. Ама таа генерација која, значи, Во група победите Словенија, а Словенија стигна до финалето. Така е. И тоа словенците не беа толку никош толку јаки у одбојка. Биле у кошарка, биле у ракомет, ама у одбојка не биле словенците. Србите биле секојаш појаки у одбојка. И денеска се тие подобри и у женска и у машка. Ама тогај направија резултат и тоа останува како резултат. Словенците. Ние добар резултат направивме, иако почетокот ни беше многу слаб. Изгубивме тоа што не требаше. Ама немаме сега подмладок кој ќе ги замени тие деца. Тие се свите. Најдобриот е Ѓорѓиев. Не може Ѓорѓиев со 32-3 години. Не може да игра он најдобро. Треба да има помлади од него да игра 2 пати подобро од него. Па затоа тука ни е слабоста, што ние не форсираме помлади. Ето, се гледа 4-5 екипи пионерски у цела Македонија. Тоа е срамота. Значи, школи треба да се формира, треба масовно да се работи по тие школи и така ќе дојде. Сега имаме ние школи у македонска одбојка, у женска, ама немаме квалитет. Тие толку екипи, најдобрите треба да се одбера и со нив треба да се работи. Со години се ствара репрезентација, не се ствара преку ноќ. Они ми се собери играчите од и готово. На колку 5-дневни или 10-дневни припреми ќе идемо на европско. Не може така. Одбојката е тежок спорт. Најтежок од тие колективни, не јас што сум одбојкар, него тоа е све у скок, све у мислење. У една секунда мора да удари. Малку кога задржиш топката, студена е носена. Нема у другите спортови, у кошарка да држи он, у ракомет да држи, води. Не мора да скока. Овде мора да скокне, мора блок да направи. Значи, у тој однос тешка е одбојката и затоа немаме ние резултати. Ама затоа немаме ради тоа што не работиме со подмладок. Младите екипи треба да доминира, а не Ѓорѓиев и брат му. Не иде така. Затоа треба секој град да има по 2-3 школи пионерски. У школа ќе финансирамо тамо. Државата треба финансира, а не се у ракомет. Ние викаме ракомет сме добри. Како сме добри со еден ракометар у цела репрезентација. Нели? Не може тоа не е успех наш, тоа е успех на други. Така е, не треба со туѓо пере да се крв. А ние имаме ген спортски Македонија. И за кошарка, и за одбојка, може и у ракомет. Ама кошарка и одбојка е срамота ние да немаме горе у врв. Зашто сме имале на времето еден, да речеме од Теарце, бил кошаркар у репрезентација на Југославија. Наши одбојкари биле у репрезентација на Југославија. И Ципа, и Тушиќ, и тија. Епа, кај са сега? Камо? Ние немаме цел Тетово клуб машки. Па не е срамота за нас. Има ли некој од тие градски оци да стане да рече, чекај бе, кај ви е одбојка во вас? Кај са машките? Кај са женски? Нигде. Зошто нема? Па немамо сали, па немамо пари. Па треба тие градски оци мало да се заинтересираат, да рече, чекај бе, зашто да нема? Таа е традиција, не сме да се прекине. Искијање се. Може ли ние да речемо, нема шерпански куп? Па срамота е. Тога за кого правиме горе викендите тоа? Нели? Само за рекреативци? Не, тоа. Спортот ги влече тие рекреативци. Без спорт нема ни рекреација, ни туризам, ни планинарство, ни ништо. Надпревар, секој сака човек
И дете мало и постар сака, нели, кој ќе играме рекреативно, мало фудбал, игра на нож, вика, чекај бе, ќе ме повредиш, ја сум постар. Нема, ја сакам да победим. Спортот е тоа, победа. Професоре, за крај, што би им порачале на младите спортисти? Што е потребно за од обичен спортист да се стане врвен спортист? Така е, за да се стане треба значи континуитет. Значи од почеток да се тренира по АБЦД техничка школа. Значи не надоградба од улица земени тие деца неталентирани. Ако сакаме да станеме врвни спортисти, значи треба прво техника од основа. Значи од АБЦД да се иде. А не така надоградување тамо на диво нешто нема. Затоа што сега и науката докажала еден, да речеме, компјутер е направен, па вика, ако кој ќе напишеш нешто, кој треба да го задржиш, тури го во меморија. Меморијата е измислена од памет, од мозок. Меморијата е, значи, ако тој сега не го свати тој елемент, не го научи правилно, тој секогаш има недостатоци. Зошто? Затоа што таа навика се враќа кај тој, дека тој му е утиснато у подсвест и тоа истото го он репродуцира. Ако тој сега научи правилно, све ќе репродуцира све најубавиот елемент. Да знае убаво да поклопи топка од озгора у одбојка, да знае скије, треба да ги состае паралелно у слалом, не може широко, не може да иде со вртење на телото. Значи тука треба со скиите доле. Па тоа са тие треба да бида, тие ние работиме малку погрешно у школите. Зошто? Ради тоа што младите деца, пионерчиња, пионерки, значи тие не може да им објаснуваш ни теорија. Они треба да копира, да гледа. Значи прво да викаме, ние се ствара у спорт перцепција, после перцепцијата за да створи горе навика, тоа треба да има у тој однос од после перцепција представа у глава. Значи дали го снимил тој правидниот покрет. Ако направил представа, тога ќе провериш ти, ајде покажи се да видиме таму што си научил. Кој ќе видиш дека има грешки, одма треба да ги исправиш таа грешка. Ако го остаеш, тај ќе се усоврши таа грешка и што викаме ќе остане у меморија. И тој истото ќе повторuje погрешно. И затоа треба тие прво стручњаци најдобри да се тура со млади категории. Тие да им камо демонстрираат правилни. Ако не може тој као постар, мора да одбере најдобриот одбојкар, што има најдобри предпозиции у однос на техника, да покаже и повторно да ги коригира со тие учени. Стоп, не чини ова. А не, добре, играј, ќе биде подобро. Ќе биде, утре се обајде. Он го усовршува таа навика погрешна и ништо нема да биде од него. Затоа некој шајка вика, многу ги кара, ги вика. Нема, мора да ги караш, ради тоа треба да направи правилен покрет. Ако не научи по АБЦД технички, тој технички никогаш нема да го изведува најдобро. Затоа се вика техника, па се вика и тој према Конституција стил. Значи тој има такви предиспозиции, чак и тој меси не може никој сега да го емитира. Кој може да му земе топка? Нели? Еден е Меси, еден е Џоковиќ, нека има 100. Зар не работаа, илјадници работаа, милиони може. Па затоа викаме, тој научил од основа тоа. И плюс, Господ му дал, што вика, кликер, нели, да може да мисли у една минута 3 операции, 4. Тога тој ќе биде врвен. И не може никој да го достигне. Затоа треба систематска работа. Од пионери до горе сениори. А ми е така, викам, ајде, земи го овега, не оди така. Мислим, квалитетен спорт, врвен. Иначе рекреативен може секој. Така е, професоре, ви благодарам за вашето учество во нашата денешна емисија, исто така ви благодарам и за гостопримството во вашиот дом. Се надевам дека ќе имаме можност да си имаме уште многу емисии, да разговараме на одбојкарски и на спортски теми воопшто. Фала ви на вашата ангажираност, толку да се толку мотивирани да презентирате и вакви тайм-аут емисии, а исто така гледам снимате и сите спортски надпревари и да продолжите, тоа е една афирмација на сите и на вас како медиум, а и нас како луѓе кои сме допринеле за тој спорт, а исто така треба тие млади да се мотивира и тие да работаа повеќе со добри тренери и да учат правилно како што треба од пионерски чекори
до сениорски.